И покрај ограничувањата поради ковид пандемијата, Кумановското здружение на пензионери лани реализираше значаен дел од својата годишна програма. Поделени се 750 ваучери за пензионерите со ниски примања од 11.000 денари. На дел од членовите кои поседувале сметки од бањско лекување им се вратени 20% од средствата, а доделена е и еднократна парична помош за пензионерите кои имале оперативни зафати. Председателот на Здруженијето Благи Акимовски информираше дека лани доделиле и помош од 10.000 денари на двајца пензионери од населбата Перо Чичој, село Кучкарево, бидејќи нивните домови биле опожарени. Ние 2021 година изготвивме програма за активности и мислевме дека во 2021 година COVID-19 ќе се намали, односно ќе го снема. Меѓутоа, не бидна така, ковидот си продолжи и во 2021 година, што допринесе да нашите активности, кои што ги запланиравме во програмата, не успеавме да ги целосно реализираме, бидејќи така беа и препораките од Комисијата за заразни болести, од Министерството за здравство, од владата на Република Северна Македонија, за да пензионерите, кои што се една од најкритичните групи, од заразувањето од COVID-19, да се заштитат. Завршивме дел од активности кои што бараа намален обем, односно со намален број на учесници, најповеќе до 8 учесници, бидејќи водевме сметка за заштита од COVID-19. Во тие рамки во Куманово го организиравме општинскиот надпревар спортски, па најдобрите од тоа го направивме на регионално, исто така Куманово беше домаќин на регионалните спортски надпревари. Најдобрите од тие спортски надпревари беше Куманово и се здоби, односно се стекна со право да учествува на републичките спортски пензионерски игри, кои што се организираа во Велес на 29 септември и каде што Куманово стана, еве ги пехарите зад вас, каде што стана севкупен победник на републичките спортски и го освои преодниот и пехарот за прво место. Исто така, тоа е спортски дел и културен, имавме регионална средба на игри, ора и песни во Куманово и после бевме и во Скопје на републичките републичката средби на ора, игре и песни. Тие се бевме и во Лесковац на нивниот меѓународен фолклорен фестивал со наша играорна група и оркестар. И тоа е отприлike до некаде што можевме да ги завршиме. Од предвидените поради ковид протоколите не беа реализирани манифестациите Шегови на разгледница која традиционално се одржуваше по повод 1 април, денот на шегата, мајските ракувања во чест на Свети Кирил и Методи, потоа хоровите пеат и Куманово во срцето кој е во чест на 11 ноември, денот на ослободување на Куманово. Од Здруженијето најавуваат доколку дозволи здравствената состојба, годинава програмата да биде многу побогата.